Во Струшко Радожда е избегната трагедија, откако огромна карпа тешка меѓу 10 и 15 тони се урна на самиот регионален пат кој води во селото. Жителите предупредуваат дека половина село живее буквално под надвиснатите карпи и стравуваат дека следниот одрон може да биде кобен. Само среќата спречила катастрофа, бидејќи во моментот на одронот на неколку метри од местото поминувале жители со мали деца. Многу ризично е да се живее во ова село, пошто никој за ништо не се секират. Можеше да се деси вчера да отепат луѓе. Затоа што е паднат на самиот пат. Да имаше фреквенција на патов, не знам што ќе се десеше. Па половина село е загрозено, половина село седи под карпата фактички. И во секој момент може да имат исти случаи. Жителите револтирани посочуваат дека ова не е прв случај. Предупредуваат дека со години наназад паѓаат карпи. Дел од мештаните вела дека ова е резултат и на долгогодишната негрижа, но и на неконтролираната изградба. Ова е дефинитивно сублимат на неколку фактори. Не е само стои негрижата на државата во досегашниот период, меѓутоа стои и негрижата на самите жители, односно алчноста да се искористи се што може да се искористи. Ние мора да признаеме дека сакаме секоја педа да ја искористиме и да изградиме. Жителите сами поставуваат бетонски заштити за да се спасат од нови одрони, додека од државата бараат итна интервенција и стручна проценка. Ние ќе побараме од надлежните органи, ќе побараме да се изврши увид, дури до факултетот за градежништво, да испрати нивни експерти, да ја уведат состојбата, затоа што горе вчера се искачив јас лично, направив некоја снимка, каде што имат уште 2 до 3 карпи, можеби некои се поголеми од ова што падна, некои се помали. Али состојбата е алармантна. Инаку во 2021 само чудо го спаси семејството Пеоски од огромните камења кои се оддели од карпата и се срушија врз помошните простории. И кај населбата Еленкамен се сруши карпа која за малку ќе паднеше врз автобус со работници од Струга. Сега за прв пат надлежните реагирале брзо и патот бил расчистен за помалку од 1 час. Тоа не го решава проблемот, мора подитно да се најде решение за карпите над Радожда и Еленкамен. Ова е единствениот пат, а станува збор за едно од најатрактивните туристички места во регионот, потенцираат жителите.